Не успеав да избројам, иако се обидов колку пати денеска го слушнав зборот политиканство. Очигледно секогаш кога немате контрааргумент на аргументите кои што ги изнесуваме како советничка група, сметате дека е тоа политиканство и тоа е сосема во ред, бидејќи немате со што друго да аргументирате. Особено сум изненадана од реториката на колегата Филип. Добро е што се одлучи во овој мандат да земе збор, конечно го слушнавме и него. Ако тоа е пракса за советничката група на ДПМН, а не е да ви пуштаат партиски соопштенија и после тоа вие да ги читате, кај Левица на ДПМН, да, во советничката група на Левица не е така, ние самите си ги пишуваме нашите говори. Инаку, почитуван градоначалник, во вашето излагање го спомнавте системот 30 години. Кој е дел од системот изминативе 30 години? Да, кажавте дека системот не чини, дека е корумпиран или меѓутоа 30 години во овој систем на власт се менувате вие заедно со политичката партија СДСМ. Што направивте за изминативе 30 години за жртвите на семејно насилство? Значи, имате веќе скоро 2 години апсолутна власт во државата. Имате градоначалници во 7-8 скопски општини. Колку згрижувалишта за жени за семејно насилство се отворени? Ние апсолутно се согласуваме дека секоја една жена е важна. Апсолутно. Меѓутоа, токму поради тоа што знаеме како функционира системот изминативе 30 години, знаеме дека ќе остане на ова, дека ќе искочите и ќе кажете, еве, ние дадовме 30 квадрати стан, згриживме една жена за семејно насилство и со тоа сме завршила работата. Не. Апсолутно е важна секоја жена. Меѓутоа, ние сме за системски решенија. Ние не сакаме само една жена жртва на семејно насилство да биде згрижена. Ние сакаме сите жени кои што се жртви на семејно насилство да бидат згрижени. И поради тоа апелирајте до вашата политичка партија. Имате апсолутна власт во државата. Потегнете како власт на централно ниво да се отвори едно згрижувалиште за жртви на семејно насилство. Сите жени подеднакво да бидат згрижени. Не една, не две. Сите заслужуваат да бидат згрижени. Не знам колку фемициди се случија изминативе години на ниво со згрижување на една жена. Ништо не сме постигнале. Потребни се системски решенија. Во однос на тоа што го спомна колегата Филип, дали знаеме како изгледа жртва на семејно насилство, бидејќи речиси 40% е стапката на жртви на семејно насилство во Република Македонија. Погледнете ги овие жени што се наоѓаат тука денеска со нас. Ако не повеќе, сигурно секоја втора е жртва на семејно насилство. Било на физичко, било на психичко. А да не кажам дека тоа вие што го кажавте и со која реторика и се обративте на Евгенија е на граница на психичко насилство. Имајте респект спрема жените, колега Филип. Благодарам.